Уметникот Олексий Сај создава уметност за војната во неговата родна земја Украина уште од првиот ден на руската инвазија. February 24. На 24 февруари 2022 направив постер за видеот Зид во Њујорк, бидејќи ми се јави мојата пријателка од Њујорк, ми рече дека договорува да се постави таму. Така го започнав денот на целосната инвазија. Потоа направив плакати за улични протести во Лондон, Париз, Њујорк и на други места. Неговото дело е вклучено во новата книга Постери за време на војна, која ја прикажува уметноста на 18 украински уметници и графички дизајнери. Постери за време на војна дебитира летово во Њујорк на настан куриран од Олена Сперанска. Ці всі роботи були створені художниками. Сите овие дела беа создадени од уметници за време на непријателствата. Тогаш сите беа во Украина. Долго време не требаше да ги составиме овие дела во книга, но беше исклучително важно да се документира. Сперанска исто така е од Украина. Таа побегна откако нејзиниот дом во Ирпин во близина на Киев беше речиси уништен од руските сили. Таа и нејзиниот син дојдоа да живеат во Њујорк. Все моє взиття і наші персональні Ги речі. загубивме сите наши материјални работи, се што поседувавме. Книгата е напишана на украински и англиски јазик и досега се испечатени 1000 примероци. Повеќето од нив се во библиотеки во Украина. Сај вели дека книгата има потенцијал да има големо влијание врз луѓето во Украина и во странство. News doesn't show everything. Simple. Вестите не покажуваат се, а поедноставената слика понекогаш може подобро да функционира. Американската писателка и новинарка Мици Пердју присуствуваше на презентацијата на книгата во Њујорк. Symbols reach the heart faster than words. Символите стигнуваат до срце побрзо од зборовите. И мислам дека уметноста е важна за една земја, за незиниот идентитет, незината историја. Тие се изразуваат преку уметноста. Меѓу гостите беше и дописникот на Financial Times од Украина Кристофер Милер. Тој известувал од Украина повеќе од 14 години и напишал книга за тековната војна во земјата. These are really emotional images. Ова се навистина емотивни слики кои без разлика на кој јазик зборувате, украински, англиски или друг, ќе разберете преку овие слики што се случува со Украина и како се чувствуваат украинците за војната. Украинските дипломати кои присуствуваа на презентацијата велат дека се надеваат дека книгата ќе биде дистрибуирана до библиотеките и образовните институции во Њујорк како историски запис за уметноста произведена за време на војната.